Ќе го нацртаме графикот на оваа функција синус, y еднакво синус 2x плюс π и плюс 2. Прво се праве табела со вредностите на x, карактеристичните точки 0, π половина, π, 3π половина и 2π. Вредноста на функцијата синус x е оваа. Y еднакво синус x за 0 е 0, за π половина е 1, за π е 0, 3π половина е минус 1, 2π е 0. Тоа е секогаш за функцијата x. Сега го одредуваме периодот. Периодот, омега или t, нека е t или омега како го бележите, ќе биде 2π врз b и од овде b ни е двојка, 2π врз 2 добиваме периодот е π. Значи целата функција треба да биде собрана од 0 до π или од минус π до 0 или од π половина до 3π половина. Важно во интервал π треба да се собере целата функција. Па овие точки ги множиме, значи кога го добиваме интервалот, овие точки ги множиме со реципрочната вредност на b. Тука ќе множиме по една половина сите. 0 по една половина е 0. Пи половина по една половина, овде добиваме пи четвртина. Пи по една половина, пи половина, 3π половина по една половина, 3π четвртина, 2π по една половина е само π. Значи целата функција ја цртаме во овој интервал. Или може, после на крајот цртањето. Сега, константата c ни е овој број π. Ама нема да додаваме или одземаме само π, кога тука имаме некој број b, различен од единица. Ако немавме ништо, ако беше единица кај b, тогаш за овој број поместуваме. А сега што имаме двојка, π ќе го множиме со истото ова, со една половина. Ако беше тројка, со една третина ќе множиме. Ако беше 4, со една четвртина. Ако беше една половина овде, со 2 ќе множиме, со реципрочната вредност. Значи, овде множиме со π половина. Сите овие вредности ќе ги поместиме за π половина, ама што ме тука плюс со обратен знак оди. Ќе бидат за минус π половина. Значи имаме 0, минус π половина. Овој минус π половина ќе биде минус π половина. Потоа, π четвртина минус π половина ќе пресметаме. Π четвртина минус π половина. За 4 и за 2 на ЗС е 4. π минус 2π минус π врз 4. Овде имаме минус π врз 4. Π половина. Минус π половина е 0. 3π врз 4. Минус π врз 2. Пак на ЗС, тука ќе биде 2π, 3 минус 2, само π врз 4. Π врз 4 и овде π минус π половина ќе биде само π половина. А за d додаваме кај y. Вредностите ги менуваме за y. Колку е d, толку додаваме или одземаме. 0 плюс 2 е 2. Ако беше минус 2, ќе имаме 0 минус 2 или 1 минус 2. А сега имаме 1 плюс 2, овде е 3. 0 плюс 2, 0 плюс 2 е 2. Овде, ще гледам, 0 плюс 2 е 2, 1 плюс 2 е 3, 0, 2, минус 1 и 2 е 1, 0 и 2, 2. Главниот график ни е овој.
овие точки. Овие се на X оската, овие се на Y оската. Ама ние ќе ги нацртаме сите графици посебно. Прво да видиме како го делиме координатниот систем. Y синус X немам место натаму, само до некаде ќе го нацртаме, вие ќе си ги продолжите точките. Значи прво ќе го нацртаме овој график. Гледате дека секој координатен систем нема пи на него, туку има само броеви 1, 2, 3, 4, 5, сите што се исти. Но на X оската треба броевите да се представат преку пи, а пи е приближно 3,14. И затоа пи го ставаме кај тројката. Најточно е тука некаде, ама не можеме точно да пресметаме, бидејќи има бесконечно децимали, ние приближно, рачно кога цртаме, приближно го ставаме кај тројката. Инаку на крајот ќе ви покажам компјутерски нацртана функцијата, ќе си биде точно каде што е бројот пи. Значи, бројот пи го ставаме кај тројката и сега колку ни треба? 2 пи ќе биде овде кај шеската. 3 пи кај деветката ќе биде, зависи колку ни треба, но на нас не ни треба повеќе. Овде ќе биде пи. Некаде на средината ќе биде пи половина, исто како дропки што се делат. Ако ни треба пи шестина, ќе го поделиме на 6 дела пи. Ако ни треба пи четвртина, ќе го поделиме на 4 дела. Зависи кои вредности ги имаме овде. Овде е пи, тука некаде ќе биде 2 пи кај шеската, овде ќе биде минус пи, малку ќе поместам. Нема да се гледа графикот, ама. Еве, тука ќе ни биде 2 пи. Овде ќе биде 2 пи. Тука е пи половина, тука ќе биде 3 пи врз 2. И сега го цртаме првиот график. Со X и со Y координата. За 0 е 0. За пи половина 1. За пи е 0. За 3 пи половина е минус 1. Овде ќе имаме точка. И за 2 пи е 0. Ова е графикот Y еднакво синус од X. Потоа го цртаме графикот поместен во интервалот од 0 до пи. Секогаш овие ќе ни бидат Y координатите, само на крајот ќе ги земеме со поместувањето D. Вака. Значи, секогаш овие ни се Y координатите, само на крајот ги ставаме овие со D кои ќе поместиме за Y координати. А X ќе ни бидат овие вредности, значи ќе имаме 3 графика. Сега го цртаме. Да променам бојата. Сега ќе го нацртаме, овие ни се секогаш Y, а за овие X цртаме, овие се Y. Сега овој график ќе го нацртаме 0 и 0, пи четвртина и 1. Еве го пи половина е тука, уште на половина кој ќе го поделиме, тоа е пи четвртина и 1, ќе имаме овде точка. 0 и пи половина, значи вториот график што го цртаме е овој со розево, 0 и пи половина. Еве тука ќе имаме точка. 3 пи четвртина и минус 1. Ова е пи четвртина. 1 пи четвртина, 2 пи четвртина, тука некаде ќе ни биде 3 пи четвртина, помеѓу пи половина и пи. Од 0 до пи го делиме на 4 дела, за да најдеме четвртини.
Тука ќе биде 3π четвртина и минус 1, овде имаме точка и π и 0, ја добиваме таа точка и го имаме графикот на оваа функција, синус од 2х. Оваа ни е синус, оваа со розово е y еднакво синус од 2х. Потоа поместуваме за овој број, значи сега ќе ја цртаме таа функција, ќе биде со константата и пак друга боја ќе земам. Константата е со оваа. Сега ги цртаме тие. 0 и минус π половина. Минус π е овде, минус π половина тука некаде ќе ни биде. И 0. Потоа имаме минус π четвртина и 1. Π четвртина е тука некаде на средината. Минус π четвртина и 1. Овде некаде. 0 и 0. Овде имаме 0 и 0. Π четвртина и минус 1. Π четвртина ни е овде и минус 1. И 0 и π половина. Еве го овој график. Значи тоа со зеленото ни е синус 2х плюс π. Овој график го нацртавме и уште плюс 2, сите точки ќе одат нагоре, ќе го нацртаме главниот график што ни треба. Поздебелено да става. Значи сега цртаме, еве, реков, оваа ќе ни биде главниот график што се бара. Овие се помошните графици. Значи, целиот овој график ни е тие две, C и D, каде што се. За x минус π половина, y е 2. Минус π половина и 2. Тука некаде ќе биде. Π четвртина, минус π четвртина и 3. Тука некаде со 3. 0. За x 0, y е 2. Овде. Π четвртина и 1 е π четвртина и 1 и π половина и 2. Тука некаде ќе имаме точка. Ово ви е главниот график, синус 2х плюс π и плюс 2. Главниот график што ни треба. Сега ќе го нацртаме компјутерски. Ќе видите дека од прилика ќе се поклопува. Овој график од прилика ќе се поклопува со овој. Сега не е точно рачно измрдано малку, но треба да биде приближно исто. Само да го... Y еднакво. X плюс π и плюс 2. Еве го графикот, синус 2х плюс π плюс 2, тој што требаше да го нацртаме, ако може да... синус 2х плюс π плюс 2, еве со плавото, гледате дека приближно се поклопува тоа што ни е нацртано, кафеавата линија со тој график што ви е главен. Не е баш најточно, но рачно цртањето е, малку има
грешки, но отприлика треба да ви биде точно. Кафеавото е главниот график, а сите овие со зелено, плаво, розово, тие се помошните графици што ги цртавме. Сега ајде уште нешто на брзина за дефинициона област. Секогаш се множеството реални броеви, затоа што гледате дека не прекратува по x оската. Дефинициона област е за кои вредности на x постои, гледаме дека е од минус бесконечност до плюс бесконечност. R или од минус бесконечност до плюс бесконечност, како го пишувате. Множество вредности. Гледаме функцијата по y, каде се наоѓа. Од тука, од оваа линија до оваа е целата функција. Тоа е од 1 до 3 вредностите се. Максимум и минимум, гледате каде има максимум, во оваа точка, минус пи половина и 3, каде има минимум, каде се нулите, овие 3 точки се нули, ке видите во минус пи половина, во нула, во 3. Функцијата секаде е поголема од нула, гледате дека секаде е над x оската. И уште, каде расте, каде опаѓа. Во овој интервал функцијата расте од минус пи половина до оваа точка, до пи четвртина беше тука, мислам. До пи четвртина. До пи четвртина расте. Потоа од минус пи четвртина до пи четвртина опаѓа и од пи четвртина до пи, до тука ни е нацртана на нас. После продолжува пак истиот дел. Функцијата пак расте.